Вредноста на ИПАР-3 програмата е 97 милиони евра. Новата ИПАР-3 програма предвидува 8 мерки, од кои 4 се веќе акредитирани, една е претходно програмирана, но не е акредитирана и 3 се целосно нови. Тука се мерките за инвестиции во агроекологија и органско производство, мерка за инвестиции наменети за локални акциски групи и мерка наменета за инвестиции во руралната јавна инфраструктура. Во инвестициите за материјални средства на земјоделските стопанства подигнате прагот на минимални инвестиции, тоа наместо досегашните 3000 евра. Минималната вредност на вкупно прифатливите трошоци на предложената инвестиција сега ќе биде 10.000 евра. Една од најавените промени е начинот за исплата на одобрените средства за одобрени проекти. Предлог програмата за ИПАР-3 предвидува авансна исплата на средства и тоа до 50% од сумата. Ако се конкурира со проект вреден 100.000 евра за мерка каде повратот на инвестицијата е 60%, апликантот преку авансното финансирање со склучување на ИПАР договорот ќе добие 50% од средствата или 30.000 евра. Промена има и во прагот до кој апликантите треба да достават технички предлог проект. Односно, до сега за инвестиции до 50.000 евра апликантите требаше да достават технички предлог проект, за инвестиции повисоки од 50.000 евра деловен план. Сега во ИПАР-3 тој праг ќе биде 80.000 евра. Конечната верзија на новата ИПАР-3 програма 2021-2027 година е испратена во Брисел. Се очекува процес на нејзино усвојување од страна на Европската комисија. Според информациите од надлежните за кои пишува Агротим, тоа треба да се случи на почетокот од следната година. Реални се очекувањата за имплементација на новата ИПАР-3 програма да започне во текот на 2022.